Светоци сме дека високите температури во овие летни денови предизвикуваат вртоглавица, замор и главоболка кај одредени групи на граѓани. Поради ова поразговаравме со доктор Страхил Тодоров, кој што упати мерки и препораки за тоа како треба да се заштитиме од високите температури и што треба да превземеме во такви или слични ситуации. Се препорачува граѓаните да носат полесна облека, посветла облека, да биде таа изработена од памук. Оно што исто така друго важно е да конзумираат повеќе витамини, минерали, овошје и зеленчук, многу безалкохолни пијалоци. За оние пациенти кои што имаат хронични болести, се препорачува да се зема редовната хронична терапија во одредени временски интервали во консултација со нивните матични лекари, додаде доктор Тодоров. Во овој период зголемен е бројот на пациенти кои што се жалат на цревни вируси. Често пати тоа се случува како резултат на несакано труење со храна, па би сакал да апелирам до граѓаните на општините Велес, Градско и Чашка, соодветно термички да ја приготвуваат храната и онаа храна која што е сурова, соодветно да ја мијат под голем млас на вода, со цел да можат сето она кое што го има на самата храна или внатре во храната да биде термички или со механички со воден млас уништен. Доктор Тодоров на трудниците им препорачува да не излегуваат од 11 до 16 часот, кога сончевите зраци се најсилни, додека пак за најмладите зголемена е опасноста од појава на сончаници, затоа дечињата да не бидат директно изложени на сонце и да ги избегнуваат прошетките во претходно напоменатиот период. Да бидат заштитени главчињата со капа или со некој друг платнен, односно ткаенина на самата глава. И оно што исто сакам да истакнам е тоа дека оние кои што работници мораат да работат во текот на овој период од 11 до 16 часот на отворено, да имаат почести паузи, кои што почести паузи секако ќе ги прават под сенка со цел да можат да не го изложуваат својот организам во голема мера на директното влијание на сончевите зраци.